Професори, политичари, роднини на Ахмети, роднини на екс-градоначалници. Вака отприлика изгледа листата на потенцијални кандидати за технички премиер на Македонија, кој треба да биде предложен од ДУИ. Во недостаток на официјални информации, се повеќе се загреваат шпекулациите, кој ќе биде на местото на Ковачевски во последните 100 дена од владата. Едно од имињата кој е во потесниот круг, според информации на Алфа, е токму името на поранешниот директор на Фондот за здравствено осигурување, Фатон Ахмети. Фатон летоска ја напушти функцијата на ФЗО, без да наведе конкретна причина, и кажа дека ќе се посвети на партијата и на работата за неговиот партиски лидер Ахмети. Фатон Ахмети, воедно и генерален секретар на интегративците. Тој, кога ја напушти директорската фотелја, напиша: Секоја задача има свој почеток и свој крај. Денеска објавувам дека поднесов оставка од функцијата генерален директор на ФЗОМ. Ви благодарам за плодната поддршка и соработката во овој период. Со сета почит, Фатон Ахмети. Како потенцијални имиња се вртеа и името на шефот на дипломатијата Османи, како и името на првиот вице-премиер Груби. Сепак, тие ги демантираа шпекулациите. Груби, кога ја отфрли можноста за да седне на местото на Ковачевски во пржинската влада, најави дека можеби технички премиер ќе биде жена. Знам дека согласно договорот, коалицијскиот договор, треба да биде предложен од страна на господинот Ахмети, од страна на Демократската унија за интеграција, како дел од коалицијскиот договор, и сметам дека сите пратеници ќе го поддржат или ќе ја поддржат кандидатот или кандидатката за премиер во техничката влада во последните 100 дена. По оваа изјава на Груби, уште повеќе се зголемија гласините, дека можеби жената за која зборува Груби е токму Беса Арифи, професор на Универзитетот на Југоисточна Европа и судија во Врховниот суд. Дека нејзиното име е навистина во игра, зборува и фактот дека таа добро котира и во круговете на СДСМ, а воедно таа беше еден од пишувачите, односно авторите на уставни измени. Од потенцијалните кандидати од кои Ахмети треба да избере е името на актуелниот министер за финансии Фатмир Бесими, но сепак тој е подолу на листата. На прво место е Фатон Ахмети, а веднаш по него доктор чие име се уште не се знае, но познато е дека бил реномиран лекар-ортопед кој работи во Австрија. Името на Битики беше отфрлено, иако и за него имаше шпекулации. Груби стави крај на истите, потенцирајќи дека техничкиот премиер треба да биде избор на ДУИ и Ахмети.